Дали сме само уште една црква во светот која постои? Ако отидете на веб сајтот на во Скопје, секако во Комисијата за односи со верските заедници, таму ќе најдете 33 верски заедници во Македонија кои се регистрирани. Меѓутоа, тие 33 верски заедници се групирани во 3 групи. Например, во првата група 20 ги има и пишува цркви. Таму сме и ние, 4ти поред. Така да меѓу најстарите сме, може да кажеме, во Македонија. Потоа има уште 10 кои се обележени како верски заедници. Има уште 13 кои се нарекуваат религиозни групи. Ја не знам по која основа ги поделиле на 3 категории, но како е да е, сите 33 цркви или верски заедници имаат право да делуваат нови простори во Македонија. Уште неколку чекаат на ред да бидат пријавени, односно да им се дозволи од власта да можат легално да ја пропагираат, да проповедаат и нивните верници да имаат своји молитвени домови каде што ќе се собираат и да го слават Господа. Дали сме ние само уште една во тие 33 верски заедници во Македонија, браќи и сестри? Многу верници на адвентистичката црква се во потрага за вистинскиот идентитет. Дали сме ние само уште една од бројните црковни заедници? Ако одеме во светот, барав синоќа да видам податок, но не добив, но ги има на стотици во светот. На стотици и илјадници верски заедници кои исто така се повикуваат на Библијата. Некој секако може и на Коранот, некој на Сај Баба има своји следбеници, некои други нивни текстови или доктрини, како и да е, сите се повикуваат на нешто добро и проповедат. Значи, во светот ги има многу. Ако е така, дали има потреба да постоиме уште една повеќе од тие верски заедници кои ги има во светот? Ако не е така, тогаш што нас како адвентисти не прави посебни од овие 32, еве да поидеме од Македонија, да не одеме во светот, што не прави посебни да бидеме поразличити од тие 32 кои постојат овде во овие краеви? Дали нашиот идентитет представува нашиот живот? Што е нашиот идентитет? Например, што е твојот идентитет? Кога ќе тамо во банка или во пошта и вели матичен број. Тоа е твојот идентитет, зашто надворешно некој може да направи пластична операција и да биде ист како Миланче, така? Или како мене. Има двојници. Еве се зборува дека главните председатели како Америка, Русија имат двојници. Може тие си природно слични, ама може би се оперирани и ако дојде до атентат, може би ќе убијат погрешен човек, а главниот ќе остане во живот. Меѓутоа, што е твојот? Знаеме, се прави фалсификат и на идентитетот, на матичниот број, но во глобала зборуваме дека секој од нас има, кога ќе се роди, матичен број. Дали нашиот идентитет го представува нашиот живот или тоа нашата доктрина? Или пак двете работи? Сега нема потреба да ми одговарате, меѓутоа, еве нека биде риторичко прашање. Кој е нашиот идентитет? Нашиот живот, нашата доктрина или пак и двете работи се како двете очи што ги имаме, како две крила што имат птиците. Да погледнеме, браќи и сестри, на почетокот 3 различити тези кои може да ни помогнат во одговорите на овие прашања. Прва теза. Нашиот начин на живење не прави единствени, иако тоа има важна улога во нашата црква. Значи, да не ме разберете погрешно. Нашиот начин на живење не прави единствени такви, да не јадеме се, да не пушиме, да не пиеме ова, да не користиме ваква врста на храна и така натаму. Значи, да се оградам на почетокот. Христијанскиот начин на живење е многу важен. Всушност, толку е важен што Исус тоа го нагласил дури и во своите изјави, за да се препознаваат и да имат одлики неговите следбеници. Еве што пишува во Јован 13:35. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате меѓу себе што? Љубов. Ако отидеме сега, да не спомнувам, разни верски заедници имат може и поголема љубов од нас. Меѓусебно. Срдечна љубов, братска, сестринска, она филеј љубов што ја нарекува апостол Павле. И кај нас има секако. Меѓутоа, тоа го има и во други верски заедници. Може ли еден обичен,
посматрач или читател на нашите книги, на нашите списанија, на нашите проповеди што ги имаме на YouTube или воопшто кога доаѓаат во нашата заедница и кога ги слушат нашите проповеди, гледајќи го животот на еден верник, да заклучи дека сме ние навистина Исусови ученици од начинот на кој се однесуваме еден кон друг. Во Дела на апостолите пишува таму еден текст дека во Антиохија пошто ги нарекле тие луѓе? Ги нарекле христијани, зошто? Зато што го следеле Исуса Христа. Друго, некој смета дека нашиот однос кон исхраната може црквата на последното време да ја прави нешто посебно, по тоа ќе не препознаат другите луѓе. Да, и тој голем знак, не препознаваат. Посебно по здравиот начин на живење, Лома Линда и други наши установи кај што се произведува здрава храна. Значи, и ние тоа го проповедаме. Значи, може би јадењето или нејадењето на свинско месо е вистинскиот знак што не прави посебни. Дали е тоа вистинскиот знак? Не. И ортодоксните евреи и муслимани се воздржуваат од јадење на свинско месо. А денеска вегетаријанството станува, може да кажеме, се популарно и популарно помеѓу луѓето. Постои исто така група на луѓе кои зборуваат за штетноста на алкохолот. Значи, не сме ние само единствена црква која зборува дека алкохолот е штетен. Има многу верски заедници христијани кои даваат дарови во црква, десеток одвојуваат, има ги, значи, во светот. Некои верници на некои конзервативни заедници се обликуваат дури по-конзервативно од нас. Сега да не спомнувам верски заедници. Долги фустани жените, косата не ја шишат, не ја стрижат. Значи, имат надворешни белези, конзервативно облекување и така натаму. Многу христијани се вклучени во промовирање на креационизмот и во борбата за заштита на неродените деца. И ние тоа го застапуваме. Меѓутоа, има и други верски заедници кои тоа го проповедат. И може би се на исто ниво како и со нас. Накратко речено, сите овие работи што ги спомнав, ние ги правиме, но ги прават и другите заедници. И сметам дека тоа не прави нешто посебно, зашто и другите тоа го проповедат. Втора теза. Нашиот придонес кон теологијата не прави единствена црква. Сега ќе спомнам зошто тоа го мислам. Кога подобро ќе погледнеме во нашата доктрина, или во нашите 27-28 црковни верувања, што може секој да ги прочита, едноставно, ние како црква не сме многу придонеле во смисол на нови библиски вистини или познавање на Библијата. Всушност, ние сме ги само пронашле или повториле, ги пронашле тие зборови или тие вистини што сме ги споиле деловите на Библијата и ставиле во некои рамки. Ако одеме во историјата да ја читаме реформацијата, ќе видите многу точки додирни со нас. И ние сме ги прифатиле, сме ги ставили сега во рамки и веруваме и тие се постулати на нашата доктрина. Значи, денеска ние зборуваме за големата борба помеѓу Христа и сатаната. Многу вистини сме ги превзеле од тие реформатори, сега да не ги спомнам, како Мартин Лутер, Јан Хус, Јероним, Цвингли и така натаму. Но сепак, јас чврсто верувам, браќи и сестри, дека црквата на адвентистите на седмиот ден своите верувања ги темели на Библијата и на само Библијата. Пророкот Елена Вајт е пропратна, то мало видело и самата вели, но големото видело и Библијата. Значи, јас чврсто верувам дека ние имаме правата вистина. И ставена е во рамки. И ние ја знаеме целосно. Значи, црквата на адвентистите на седмиот ден е најблиската црква до учењето на изворното христијанство. Секако, учењето е едно, но нашиот став и нашиот живот треба да биде усогласено со она што го проповедаме. Јас сум адвентист затоа што нашата црква одговара според описот на Библијата. Еве само ќе си припомниме за неколку текстови. Одиме најпрвен да читаме во Откровение. Може да побарате, јас овде го имам препишено текстот, вака вели. Откровение 14:12. Тука е трпението на светиите. Тука се они што ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса Христа. Тоа е едниот столб на кој се потпира црквата на адвентистите на седмиот ден. Второ, Откровение 12:17. И се разлути змевот на жената и отиде да војува.
со другите од семето неизино, што ги пазат Божите заповеди и го имаат сведоштвото на Исуса Христа. Понатаму, уште еден текст, Откровение 19:10. И паднав пред нозете негови да му се поклонам, но тој ми рече: стои. Не сум слуга, и јас сум слуга како и ти, браќата твои, што го имаат сведоштвото Исусово. Поклони му се на Бога, зашто сведоштвото Исусово е духот на пророштвото. Црквата на адвентистите на седмиот ден, браќа и сестри, во центарот има верата во Исуса. Ја препознава важноста на Божиот закон, го прифаќа делувањето на Светиот Дух, ги прима даровите на Духот и го вклучува Духот на пророштвото. Тоа се тие постулати, тие столбови на црквата на адвентистите на седмиот ден. Но самото поседување на овие библиски вистини, што ги спомнав, не прави единствени и посебни. Сето ова знаење може да не направи горди, да не направи духовно горди. Ако одиме во таква крајност, тогаш ништо не сме направили. Не треба да идеме гори, туку понизни, што Бог на нашите пионири им открил многу работи. Иако во почетокот ја немале целосно вистината разоткриено, но како времето поминувало, Бог ја комплетирал денеска вистината која се наоѓа и ја откриена секако во Светото писмо. Значи, може да дојде до духовна гордост. Вие ништо не знаете. Кога разговараме со некои представници од другите верски заедници. Таа ароганција не треба да превладува кај нас. Туку со понизно срце да се приближиме. Павле што е рекол? Со таквите каков бев? Таков. Значи, они што биле слаби во верата, тој се спушал на тоа ниво, а со оние филозофите, таму на Ареопагот, седел со тие грчки филозофи, и бидејќи тој бил филозоф, и имал, значи, бил поткован, што се вели, и можел нога на нога да разговара. И често пати ние Павле не го разбираме, кога тој пишува до римјаните, кога пишува до евреите и така натаму. Еве Павле што и ги прекорил верниците во Коринт. Оти по нешто знаеме и по нешто пророкуваме. Сега гледам нејасно како во огледало, а тогаш лице во лице. Сега знам нешто, а тогаш ке знам како што сум познат. Значи, мора да бидеме внимателни, да не бидеме горди на таа вистина. Имаме работи што сега ги гледаме преко огледало, Павле вели. Но кој ќе дојде Исус, кој ќе дојде стварноста, вистината, како што вели, тогаш ке знам како што сум познат. И сега, доаѓаме до најважното прашање во ова размислување. Што е целта на постоењето на црквата на адвентистите на седмиот ден? Тоа го опфаќа и третата теза. Значи, одговор ќе најдеме во третата теза. Ние постоиме, браќа и сестри, да ја шириме вистината која сме ја примиле. И токму тоа е смисолот, тоа е нашата агенда на постоењето на нашата црква. Тоа е нашиот идентитет. Зошто ние постоиме како црква? Не сме само една од повеќето од тие во Македонија 32 кои ги има или 33. Во светот има стотици. Ние всушност имаме своја цел. Имаме своја порака што треба да ја делиме постојано со луѓето околу нас. Ајде да ве запрашам едно друго прашање. Што е тоа што го правил пророкот Илија да биде посебен и единствен во негово време? Што го правило тоа? Не било тоа што тој го познал Јахве или Господа што го познавал. Не го правило тоа посебен. Илија не бил единствениот кој го познавал вистинскиот Бог. Дали се служувате со мене? Ке ви спомнам дека во тоа време имало уште 7.000 што? Луѓе, верни кои вели не се поклониле. Кога Илија се обескрбил и кога дошол ангелот и му рекол, односно Бог вели стани Илија. Ама знаеш, Боже, сам сум. Језавеле сака да ми убие, еве ја телеграмата, ме бара и под дрво и под камен. А што му вели Бог? Нему Илија. Има уште 7.000 луѓе. Значи не бил единствениот Илија што го проповедал Јахве или Јехова или Господа. Илија не бил. Имало и многу други верни кои му останале на Господа. Не било ниту неговата храброст за да застане на Божја страна. Знаете, горе на брдото Кармил, десетици, колку илјади пророци таму имало. Тој не се уплашил да застане храбро во одбрана на Божјот идентитет.
И кога требало жртвата негова се запали, тој им рекол, донесете вода. И се спуштале доле во морето. Не знам, со кофи немало пластични, метални, носеле оние мевови, знаете, од кожа направени. И кој зна колку вода донеле, стотици литри. И целиот олтар бил наквасен, може би до половина во вода. Но таа вода се претворила во бензин. Кога Илија се помолил и кога Бог изреагирал, пламнала жртвата на Илија. И тоа не го правило посебно, односно неговата религија. Тоа било задачата што Бог му е дал. Илија бил испратен да го објави Божиот суд. Илија укажувал на можноста да се избегне осудата и ги повикува луѓето на одлук. Меѓутоа, на жалост, луѓето не го послушале. Што било понатаму да размислуваме? Што било тоа посебно што го правило Јован Крстител посебен, единствен? Дали тоа било начинот на неговата искрена? Не. Дали било тоа начинот на неговото облекување? Знаеме тој што јадел. Што јадел у природа? Не оние скакалци животни што скокат. Туку тоа имало посебни овие овошки што ќе паднат и ќе се распукат и отскокнуват. Има такви цвеќиња, ако се сеќавате. Ќе падне цвеќето доле и се распукува. Значи, Илија имал посебна облека, но не бил единствениот да се облекува во кожа. Имало и други луѓе кои се хранели со истиот начин на исхрана. Секако тоа било важно. Илија и Јован Крстител морал да имат чист дух, чисто тело, чиста мисла. И затоа оделе да постат, оделе во планина, оделе во шума, живеел Илија и Јован во пустиня да се приготви, па и самиот Исус и Павле бил во пустиња да се приготви за својата мисија. Па Исус бил, знаеме, во пустињата кога требало да ги положи тие испити, би рекол, и во глад, и во суша, и жеден бил, зашто го очекувало крстот, односно Голгота. Значи, не бил Јован единствениот кој го очекувал Месијата. Зошто имало и други групи на учители кои имале своји следбеници. Исус не бил единствениот. Имало и други групи кои имале своји следбеници. Еве, например, ќе спомнам, кои го очекувал исто така Исуса Христа. Тоа биле неговите родители. Кои беа родителите? Захарија и Елизабета, Симеон и Ана и други исто така го очекува откупителот, односно Исуса Христа. А какво било знаењето на Јован Крстител? Па може да кажем дека не било целосно. И тој имел празнини во својата доктрина. И тој имел празнина во својата вера. Јован крштевал само, например, Јован крштевал само поради опростување на гревовите, а се чини дека тој многу не знал за улогата на Светиот Дух. И тоа е што го читавме текстот. Значи, не знал целата доктрина, не крштавал Јован во името и на Светиот Дух. И затоа Исус ќе дополни таа наука во Матеј 28 глава последните текстови, кај што вели: одете и крштевајте ги во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. А Јован крштевал во името на Исуса Христа. И затоа некои тука се бунат и само тој дел го користат. Меѓутоа, очигледно Јован ја немал комплетно вистината, сознанието и науката. Но тоа не му фалело да биде еден од најјаките следбеници на Исуса Христа. И затоа и самиот Исус ќе го пофали. Не се роди, што рече Исус за него? Поголем од Јован, кога тој таму чмаеше во затворот, кога тој таму трепереше и кога после остана на вистина, односно главата му беше отсечена. Во ред, како е да е, браќи и сестри, гледаме дека Јован сепак зошто бил единствен и посебен од останатите луѓе. Поради својата задача која била многу слична како нашата. По тоа Јован посебен. По тоа Јован има многу текстови за него запишано, зашто не по храната, не по обликувањето, не по ставот на исхрана и таму што живеел во тој живот надвор од цивилизацијата, туку задачата била многу силна. Тој требал да го најави доаѓањето на Исуса Христа, да го поравне тој духовен пат кој бил издупен, избушен, би рекол, од страна на верските фанатици, верските водачи и била искривена сликата за Бога. И Јован требал да направи колку што можел тој. Јован ќе каже подоцна: јас сум само звучник. Сеќавате кога ќе го прашат кој е тој, кој си ти и така натам. Јас сум само звучник, а звучникот, еве позади овие перди има звучници, ние ги гледаме. Зошто служи звучникот?
Да, ова е микрофон, таму има миксета и ако не е микрофонот, звучникот е безгласен. Меѓутоа, ако го имаме микрофонот, а не имаме звучник, ништо не вреди. И он вели, јас сум само звучник, да го најавам Христовото доаѓање. Се мисли на првото. Јован имал посебна мисија, браќи и сестри. Посебна задача. Лука 1:17 вака вели. И тој ќе врви пред него во духот на силата на Илија, за да ги обрати срцата на татковците кон децата и непокорните кон разумот на праведните, па да му приготви на Господа народ совршен. Гледате, каква обврска, каква задача, каква мисија имал Јован. Но зато прето треба да се приготви и со храна, и со пост, и со издржливост, дури ќе страда подоста. Ние сме повикани, браќи и сестри, поради спасението. Нашиот начин на живење е важен, но не е судбоносен. Бидејќи го нагласува она што го објавуваме и го кажуваме, колку тоа озбилно го сваќаме, значи она што го проповедаме, ако го испроведеме секако во нашиот живот. Нашиот адвентистички начин на живење има свое значење. Но ако не ги исполнуваме останатите правила, односно услови, за тоа што сме пратени, нашата задача која ни е доверена, нашиот личен живот, нема многу да ни помогне нам, нито на другите. Значи, мора да ја сватиме нашата мисија. А кога ја знаеме нашата мисија, тогаш и животот ќе го прилагодиме кон пораката што сега ја зборуваме, односно ја проповедаме. Бог нема да не отфрли, иако имаме можеби потешкоти и во разбирањето на некои библиски текстови. Еве сега да отворам, некој да ми објасни Даниело 2:14. Може некој убаво ќе ни го објасни. Некој можеби од нас половина, некој можеби само ќе го прочита текстот и ќе биде збунет. Не треба се обесхрабруваме. Не е битно дали го знаеме пророчкиот синџир 2300 денови ноќи. Има теолози кои тоа го запишале и може да го пронајдеме и да го прочитаме. Се е раздвоено. Меѓутоа, тоа не е многу важно. Иако е битно за да се охрабриме дека Бог однапред ја открил историјата на овој свет и доаѓањето на Исуса Христа, раѓањето, неговата смрт, неговото воскресение, се е предвидено во тие пророштва 700 и повеќе години преку пророците. Значи, Бог нема да не отфрли ако целосно не ја знаеме библиската вистина, да објасниме. Ниту пророците, ниту народот секојаш не разбирале се што Бог им откривал. Но поради тоа Бог не ги отфрлил. И затоа, која е нашата мисија? Зошто ние постоиме како црква, ете, на овие простори? Повикани сме пред се, браќи и сестри, во служба. Ако не исполниме нашата задача, секако таа задача која ни е доверена од Бога, Бог ќе биде принуден да побара други средства. Сеќавате во Новиот Завет, кога учениците дошле кај Исуса и му рекле, Исусе, ајде малце децата, оттргни ги, а што Исус вели? Ако ги замолкнете децата, да, камењата ќе прозборат. Така да ако ние замолкнеме, како црква која Бог ја подигнал од 1863 година, како адвентистичко движење, Бог ќе си најде други средства, ако јас замолкнам како поединец. Нема да дозволи луѓето да бидат изгубени, затоа што на оние кои им е доверена задачата, може условно кажено спијат или се закопирани самите со себе. Накратко речено, ние сме адвентисти. Не поради тоа што сме посебно сакани од Бога, повеќе сме лични или убави. Не поради тоа. Туку ние сме повикани во служба затоа што сме одзвале на Божиот повик кој бил ни упатен. Затоа нашата црква не тврди дека е единствена за средство за спасение. Бог се служи со други луѓе и со други заедници да ја доближи вистината. Кога таа вистина ќе се доближи, Бог ја шири. Како еден камен фрлен во море или во вода, во езеро. Најпрво се создаваат мали кругови, а потоа се поголеми и доаѓаат до самиот брег. Значи, Бог не тврди дека другите христини ќе бидат изгубени затоа што не се адвентисти.
Но ако до тие други християни дојде поголема вистина, а ја одбијат, тогаш тие си превземат одговорност. Ако дојде вистината до тие християни, кои имат може 50% од вистината, и умрат во таа вистина, не дознавајќи за поголема вистина, Бог може ќе ги спаси. То Бог одредува. Но ако дојде вистината поголема светлост, тогаш Бог со нив ќе се обрачуна. Не е наше да одредуваме кој ќе биде спасен. Некој можеби од ова би заклучил дека сме ние само уште една црква повеќе слична на останатите. Не. Не е така. Ние не сме нешто посебно како црква, туку имаме посебна задача. Дали тоа не е јасно сега? Значи, ние не сме посебна црква, но имаме посебна задача помеѓу тие 33 заедници кои ги имате во нашата земја. Со други зборови, браќи и сестри, ако молчиме и не исполнуваме својата задача, тогаш нема потреба за постоење. Што значи името адвентист? Тоа значи чекател. Меѓутоа, има друга мисла. Името адвентист не е почесна титула, туку опис на работата. Ево, например, ако некој дипломирал медицина, може до крајот на својот живот да го викаат доктор, работел или не. Познам еден човек во Неготино кој завршил доктор. Жив е се уште и посетува и наша заедница понекојаш. Меѓутоа никош не работел како доктор. Се разборил во ги време, не можел да дипломира, како се вика тоа, да добие она лиценца на крајот, неле за доктор, и човекот се поболил нешто умствено, а добар е. И се уште го викаат луѓето на улица, еве го докторот. А никош не работел како доктор. Меѓутоа, тој завршил, значи, дипломирал во тој смисол. Името адвентист не е титула што е некој стекнал со раѓање, туку тоа е опис на работата на христијаните кои знаат дека се повикани да го приготват патот на Господа кој доаѓа. И сега, во тој контекст може да приметиме 3 важни подречја. Број 1. Носители на тројната ангелска вест. Вистината која е запишена во Откровение 14 глава, браќи и сестри, треба да ја обликуваме, да ја објасниме на јазикот што е разбирлив за луѓето. И затоа таму пишува ќе се проповеда ова евангелие за царство на кого? На сите народи, на сите јазици, сите дијалекти, наречја, до секој чоше, до секој човек кој живее на ова наша планета. Значи, мора да ја прилагодиме таа вест, да ја објасниме на луѓето. Ми се чини дека понекогаш вечното евангелие наместо да им биде понудено на разбирлив начин или јазик, на добар јазик на луѓето, тоа се проповеда во архаичен јазик или само разбирлив за адвентисти. Затоа мора да бидеме, браќи и сестри, понародни да кажам, да им го објасниме судот со едноставни зборови, да ми објасниме вистината за Христовото посредување. Значи, јас гледам колеги кои користат некои тешки филозофски зборови од ова место, сакајќи нешто да објаснат, меѓутоа, често пати обичниот народ то не може да го разбере. Или тие зборови поминуваат низ нивните глави, наместо да се запрат во нивните срца. И затоа мора да направиме посебни напори да тројната ангелска вест се доближи до народот на разбирлив јазик. Може да читаме во Откровение 14 глава од 6 до 9 стих. Второ, подготвување на Господовиот пат. За Бога е многу важно во нашето проповедање, во центарот на нашето проповедање да биде првата вест. Треба, како Јован Крстител, да го приготвиме патот за доаѓањето на Исуса. Не може на некој да му зборуваме за новата земја, а тој не разбрал првин кој е Исус Христос доле на земјава. Значи, не мора да зборуваме за задгробниот живот, а тој не го разбрал телесниот живот денеска, зашто ни е даден. И Јован Крстител бил тој кој го приготвил патот за Христовото прво доаѓање. Се што веруваме и проповедаме треба да биде во светлост со Христовото доаѓање. И трето, водачи во збрката на крајот на времето сме ние. Знаете, кога има туристички водачи, тие се посебно обучени, посебно подковани и доаѓаат туристи во Кавалерци, например,
и го објаснуваат собранието. Дали знаете кога направено не собранието, него општината Кавадарци? Ако одите во историјата, ќе пронајдете која година е соградено, кој го граделе, има слики како изгледало во тоа време, а тие водачи тоа мора да го знаат во малиот прст. Значи, доаѓаат туристите и го слушаат водачот. Ние сме водачи, браќа и сестри, повикани од Бога. Водачи во оваа збрка, во анархија, кога ќе се појават многу разни учители. Дури меѓу нашите редови ќе се подигнат, вели Павле. Меѓу нашите редови и кои ќе проучават, кои ќе учат извртена наука. Како ние ќе се снајдеме во тоа време? Значи, наша обврска е да ги предупредиме браќата и сестрите христијани на големата лага. Еве што кажал Исус во Матеј 24:24. Ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци. И ќе покажат големи чуда и големи знаци. И ќе прелажат, ако е можно, избраните. Сега ќе употребам еден збор синкретизам во христијанството. Може некој знае, но тоа е мешање на вистината и заблудата. Тоа е една од голема лага која во последно време ќе се појави. Еве што кажува речникот. Синкретизмот е формирање на нови религиозни идеи од многу различни извори, честопати контрадикторни извори. Значи, тоа е сега во оптек. И може да читате на телевизија, да гледате на интернет проповеди кои така се блиски до вистината, но така лесно ќе не однесат од вистината. И затоа мора, браќа и сестри, да бидеме ние вистинските водачи. Да не пропагираме лажни извештаи, како, например, водачите, ако дојдат се за зградата во центарот Кавадарци, изборуваат нешто. И луѓето слушаат, зашто не знаат вистината. Тој ми објаснува, тогаш е соградена, тој бил председател, вака се случувало и така натаму. И сега прашање за нас. Кој е достоен за ова задача? Станува збор, браќа и сестри, за голема одговорност. Дали ќе бидеме способни да ја исполниме таа улога што Бог ни ја доделил? Да ја проповедаме тројната ангелска вест и да бидеме водичи во збрката на крајот од времето. Во исполнување на овие задачи, гордоста воопшто не е препорачлива. Не е ниту ароганцијата потребна. Туку треба да бидеме свесни и одговорни за големината и тежината на задачата. Ние како локална црква, овде во Кавадарци, или црква во светски рамки, треба да ги ставиме вистинските приоритети и тогаш ќе бидеме подготвени да исполниме Божјата задача. Треба да се однесуваме како Немија. Јас зборував овде пред некое време за Немија. Кој бил Немија? Божи пророк. И во едно тешко време, кога во едната рака што имал? Мистрија, а во другата копје или меч. Немија не дозволил да биде попречуван во својата мисија, во својата работа, кога дзидал дзидот. И затоа, браќа и сестри, порака до мене, до тебе, до сите нас и они кои не гледат и ке не слушат. Да не губиме сила, браќа и сестри, во попречување на градба на дзидот. Може ти си градител и сакаш тој дзид да расте, а јас доаѓам и те попречувам. Губиш време со мене. Да не губиме сила, браќа и сестри, во попречување, ние сме повикани да градиме. А ние понекогаш, да бидем искрени, сме и специјалисти, би рекол, во нарушување, во попречување, наместо своите дарови, своите способности, што Бог ни ги дал, да учествуваме во дзидање на тој дзид и тој дзид да расте постојано. Тој Господов дзид на Неговото царство. Денес со гордост може да кажем, иако гордоста, реков, е опасна, не во тој позитивен смисол, да сме горди дека припаѓаме во адвентистичката црква на седмиот ден, е единствената, навистина, светска и обединета протестантска црква, зашто и ние сме протестантска црква, тоа не се срамиме, која е активна во повеќе од 200 земји во светот, со повеќе од 20 милиони верници.
Секоја сабота нашето црковно семејство се собира ширум светот и се зголемува со преку 3000 луѓе секојдневно, кои доаѓаат во нашите редови, кои ја прифаќаат тројната ангелска вест, ја прифаќаат Божјата вистина и го следат патот Господов. И во тоа семејство да се бодриме сите, да учествуваме и да се молиме еден за друг. Да го доживееме тој посебен одмор и заедништво што Бог го обезбедува токму во денот кога тој го благословил и го осветил, а тоа е седмиот ден, како што вели 1 Мојсеева 2 глава од 1 до 3. И Бог го посвети седмиот ден, вели, и се одмори. И затоа се повикувам себе си и сите вас, браќи и сестри, да уште еднаш го усвоиме она што го веруваме и учиме. Во воведот на тројната ангелска вест, знаете што пишува? Да го проповедаме Евангелието на кого? На сите народи, Откровение 14:6. Во оригиналот на грчкиот јазик, на ово место вака пишува: да го проповедаме Евангелието на оние кои својот дом го направиле на земјата. Што значи тоа? Тројната ангелска вест не можеме да ја објавуваме на уверлив начин ако сме ние залепени за овој свет. Ние треба да проповедаме тројната ангелска вест на оние кои се залепели за овој свет. Да им кажеме дека овде сме гости, дека ова е помилливо. Но ако ние сме залепени со такви лепаци, толку за оваа земја, тогаш можеме сме залепани за својот дом, за својот бизнис, за своето имање, за своето хоби. Една жена била толку залепена и кога Бог рекол мора да го напуштите домот, начело со сопругот и девојките и децата, и таа се одлепила, тргнала. Но тие лепаци толку ја држеле, што во еден миг таа што направила? Се свртила. Знаете за кого зборувам? За жената на Лот. Не смеме да се лепиме толку за овој свет. Треба да имаме имот и куќа и бизнис. Сето тоа Бог не е против тоа. Меѓутоа да бидеме утре подложни на одлепување, односно на тргање, на одење во друг правец, правец што Господ ќе го постави. Ако навистина сакаме на прав начин да го приготвиме патот на Господа, луѓето мора да видат дека ние се пакуваме за преселба во еден нов дом, небесен дом. Нека Господ ни помогне, браќи и сестри, да сватиме дека сите овде сме ние гости, но сме повикани во Христовата црква да го проповедаме Евангелието, а има многу. Има многу, после во црковниот час ќе споменеме некои извештаи од колпортажот и она што се случуваше во минатите денови, но јас овие денови пратив преку 20 Библии на млади деца, млади луѓе, девојки и момчиња, кои ги следат нашите предавања, нашите емисии и на мейлот порачуваат. Тоа уште еден знак дека луѓето се празни духовно, дека и тоа се шири како камен, што реков, не само за себе што барат вели, сакам за другарка ми, за другарот, ако може. Ете, фала на Бога што има луѓе кои даруваат Библии, ние сме само мостови да тие Библии допрат до што поголем број на луѓе да го прифатат Христа. Тоа е нашата мисија. Тројната ангелска вест, радосна вест за спасението, дека секој кој ќе поверува и се крсти, вели Библијата, ќе биде спасен. Фала му на Бога за ова вистина и за ова сознание, што Бог не сака сите и не повикува да бидеме градители на тој духовен зид. Господ нека ни помогне во тоа. Амин.